Беше тоа некаде пред околу 3 месеци, кога едно утро не можев да влезам во сопствениот Facebook профил и ми се појавуваа некои чудни барања, чудни содржини, па веднаш побарав помош од луѓе кои што се разбираат во IT. Еден, двајца, тројца не можеа да го решат проблемот и третиот веќе рече ова е сериозно. Кога отвори му се појавија дури некакви сметки, бараат трансакцијска сметка и суми и така натаму. Рече ова е сериозно, цел си на хакерски напад, оди пријави во МВР. И веќе во 12 часот јас бев во МВР, во одсекот за компјутерски криминал, каде што можам да кажам дека стварно добро ме примеа, ме сослушаа, напишав изјава, но и ме известија дека ова ќе потрае малку. Го известија Facebook и побараа од нив да се најдат кои се напаѓачите, побараа и да ми го вратат Facebook профилот, бидејќи јас на тој Facebook профил е стар 19 години. Јас на него имам значајни содржини, дури некои материјали кои што не постојат во архива во медиумот кај што сум работела. Значи имав следачи околу 25.000, тоа е цел медиум. После известно време ми беше даден одговор дека се работи за некоја хакерска група, добиле одговор, која што е од една странска земја, но Facebook профилот не ми беше вратен. Покрај содржините, јас имам таму и фотографии, семејни, од пријатели, од колеги, спомени и така натаму. Facebook профилот се уште го злоупотребува и го користи таа хакерска група. Продаваат криптовалути со мој лик, со моје име. Многу од луѓето и не знаат. Јас веднаш потоа отворив нов Facebook профил и ги известив луѓето за што се случувало, да знаат. Не можев да си ги вратам фотографиите, бидејќи ги блокираа сите мои пријатели, блиски, моето семејство и секој оној што прашал нешто во инбокс, дали си тоа ти, не им се верувало дека јас продавам криптовалути. По известно време, значи, ми кажаа дека случајот е пратен во обвинителство. Од обвинителство ми одговорија дека ова навистина ќе потрае, ќе има некаква меѓународна истрага. Јас многу не се надевам на тоа, оставам на нив. Најважно од се ми е да ми го вратат профилот. Профилот се уште не ми е вратен. И сега, бидејќи сум сепак јавна личност, 30 години работев новинарство, веќе некои непрофесионални портали почнаа да објавуваат позната новинарка продава криптовалути. Морав да реагирам, значи објавија текстови. Морав да реагирам, беа тргнати текстовите и се уште има луѓе кои што веруваат дека тоа сум јас. Профилот се уште постои, 3 месеци се злоупотребува. Знаете ли за каква хакерска група се работи? Рековте дека се работи за странска држава. Ви објаснија ли некој ви објасни? Не смеа да ми кажат повеќе податоци, освен веќе откривам дека се работи за некоја хакерска група од Турција. Што не мора да значи, доменот може да им биде било каде, тие можат да се селат. Значи, мислам дека ова е масовна појава, дека лоцираат луѓе кои што имаат повеќе публика и тука се ги добиваат гледачите, читачите, публиката си ја придобиваат, за да можат да си рекламираат разни содржини. Дали и да остварат профит преку тоа. Мислам дека многу посериозно нашите институции треба да си ја сватат оваа работа, многу побрзо да реагираат и на меѓународно ниво со другите држави, бидејќи се работи за криминал. Ова се криминални групи кои што прават навистина голема штета. Нанесуваат голема штета и на нас, но и генерално. Дали причината поради која што ви беше хакиран профилот е тоа што не сте имале доволно добра заштита во смисла на пасворд? Да. Многу возможно. Сега веќе имам двојна заштита, така ме советува и од МВР, двојна заштита и на мејлот, и на Facebook профилот.
Многу можно е, отварано и на работа, отварано и лаптопот и на јавни места, на јавни површини. Јас дури во еден момент, кога пак пробав да влезам во профилот, за секунда ми излезе нивниот пасворд со точкици, не целосен, и на крајот завршуваше со ЦХ, Чекословачка. Тоа беше најмногу од се што можам да видам. Која е вашата порака до граѓаните? Да се направи подобра заштита, да се мобилизираат службите кои што треба да бидат одговорни да работат на тоа, или нека си формираат некаква си служба, не знам. Затоа што ова стана масовна појава. Многу луѓе се цел на хакерски напади и тоа се повеќето, колку што јас знам, така јавни личности или личности кои што имаат многу следачи. Така да, јас се заштитив на некаков начин, но стравот се уште постои. Бидејќи утринава ми стигна спам дека некој се обидел да ми го деактивира мејлот. И веднаш реагирав тука на работа и рекла дека е спам. Значи, веднаш помислувате дека повторно некој се обидува да влезе. Не е пријатно, стресно е, но и штетно